Па видите, веќе кога е веќе тоа, ја не знам, тоа слушнав од телевизија дека е тоа продадено, јас мислев еден джентлеменски компромис да биде или да ме викнат и да ми кажат, слушајте, ова е вака, ова е така, овој дел или ќе ви дадеме нешто од тој дел од тука, или тој што ќе гради да ми даде еден дел, или да ме обештетат, или да ми дадат друго место, важно. Јас до сега не сакав, затоа што јас сум исто хуман, као што беше мајка Тереза, и овој документ го имам веќе, да не кажам 20 години, и сите знаат дека го имам тој документ, ама поред таа хуманост и што ми е роднина мајка Тереза, не сакав да се, ете, исто е да речам, еве го, види го овој нахален, се сака и ова да го земе. Али кога слушнав, малце кога слушнав дека е така работата, па и децата и ова ми кажат, па тато, зашто да не ја дедовината не ја сачуваш или нешто друго? И се јавив, реков, дај да пробам да видам што ќе биде овој пат, дали ќе се реши. Не, никој не ме консултирал, со никого не сум ни контактирал јас. Ова е сега првото што се случува. Па причина денеска е затоа што јас подадов овдека во прво во градското собрање, па во транспорт и врски и овдека во самиот град Скопје. Во самиот град Скопје денеска одма ме повикаа од Сабајле, одма, и сега очекувам да ме викнат во транспорт и врски или градоначалникот на град Скопје. Сега јас дојдов овдека, им ги покажав документите што ги имам овдека, па ќе видиме понатака што ќе биде. Па не знам што ќе биде исходот, како сака нека биде, важно да джентлеменски да се реши, да се направи, да се најде еден компромис. Ја уште не сум зборел мислам, во транспорт и врски и со градоначалникот, што ќе речат они сега, да видиме што ќе речат овдека, па ќе видиме што ќе биде. Па сега секој се надева и живее за тој успех, за тој исход. Сега како ќе се реши, јас не знам, не сум надлежен, има надлежни сега кои ќе го решат тој случај, па да видиме.